Преку предавање од професори на Правниот факултет од Битола, денеска во Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски промовирани нови наслови од проектот Превод на 1000 стручни и научни книги и учебници. Тоа се книги кои што се од овие капитални инвестиции од владата на Република Македонија. Сакавме да ги промовираме на еден малку поинаков начин, бидејќи навистина има повеќе наслови од сите овие области кои што ги споменав. Меѓутоа, за да бидеме во чекор со времето, нормално да понудиме нешто поактуелно, нешто со што ќе ја привлечеме ова јавност, стручната јавност од ова област, ги поканивме професорите од Правниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Професорот Тили ќе одржа предавање на тема предизвиците на постамериканскиот свет, преку кое беше направена рекапитулација на делата со кои располага библиотеката, а се со цел да се поттикнат студентите да бидат поактивни во библиотеката. Сметам дека овие книги ќе му послужат како дополнителни четива за проширување на хоризонтите, продлабочување на знаењето и ќе дадат еден правец во која насока секој индивидуално да се движи, при тоа да ги задоволува своите лични индивидуални афинитети и интереси. Криумчарењето на мигранти и затворањето на Балканската рута беше темата на предавањето на професорката Станојовска, преку една од најактуелните теми на денешницата, промоција на преводи на книги кои се однесуваат на криминологијата, криминалистиката и разузнавањето. Поттике всушност студентите преку предавањето да ги воведеме во и да го зголемиме интересот за користење на странската литература, бидејќи во основа ние имаме домашна литература, меѓутоа се уште не можеме да се носиме со оние еминентни странски универзитети, така што целта е всушност, како што кажи колегата, да ги вратиме во читалните и во друштвото на книгите, заради тоа што тоа е и смислата на студирањето. Книгите од областа на правото, политичките науки, дипломатијата, локалната самоуправа, одбрана, безбедност и разузнавање и криминологија ќе бидат од голема корист за идните правници.